Драги мои, добар ден. Иако сте навикнати црвена линија, а секако така верувам и ќе продолжиме во наредната година да се занимаваме со дневно социјално-политички теми. Денес ве карам во ова новогодишно издание, бидејќи ако ме прашате каде за нова година, јас најверојатно би посакала да бидам дел од ова друштво и да останам во црвена линија. Тоа е она што ви го посакувам и вам, бидејќи денес ќе се дружиме со фантастични луѓе, музичари, уметници, секој фантастичен на свој начин во својот домен. И на самиот старт, нормално со ова друштво, ќе ве подготвиме за влезот во новата 2023 година. Име вака во квадратчиња, прекрасни ги имаме. Зоран Ристевски, има, јас се го викам Бебо, Зоки Бейби, потоа го имаме Петар Младеновски, јас се го викам Пецо, Елена Реј и секако Гуру Харес. Секој одличен во својата бранша и она што го работи. Ке почнам со Елена и ќе речам здраво, бидејќи позадината на вистина не личи дека е во Крушево, него е каде? Здраво, Тина, фала за поканата во твојата емисија. Чест ми е што сум дел од ова, поготово од една ваква прекрасна дестинација како што е Цермат во Швајцарија. Позадината еве може да видите убав сончев ден, скијаме, уживаме. Уживаме. Можам да кажам дека 2022 година за тебе одлично ја завршува. Ама ајде сега секој со ред, кој е Бебо со тебе ќе почнам. Ти 2023 година сакаш што поскоро да заврши или ќе паметиш по нешто супер? Јас сакам први да ме викаш Зоки Беј со е на крај, не Бејби никако, затоа што имав анегдота еднаш со Бејби. Во два града во Македонија различно стоеше на билборд. За Охрид бев Бејби, за цела Македонија бев Бејби. Значи, многу ми е драго што не покани и баш ми е интересно, затоа што знам, немам телевизор, еве го уствари зад мене, ама свртен е некако поинаку. А кога гледам телевизија, гледам Телмат, воата емисија ретко, но интересно ми е вака да се дружам. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Добро. Пецо, ти по статусите на Фейсбук активен си, ми се свиѓа, скоро можеш комотно да дојдеш со мене во црвена линија да праваме работата, ама 2023 година дали ти беше добра година? Еве, тоа сакам да ми кажеш. 2023, пази, 2022. Или иста ќе биде како 2023? Не дај Боже да биде иста. Не би сакал да се повторат многу работи кои што се случува во 2022. Искрено се надам најважното нешто дека ќе се случи и она што сите го очекуваме, веројатно тоа е завршувањето на онаа војна во Украина, која што мислам дека не изремети буквално сите, а посебно нас во Европа. И тажно е оно што се случува таму се уште, додека ние прославуваме тука пред празнични еуфории ни се случуваат по Скопје. Додуше многу празнични еуфории во Скопје како накитен град и не почувствуваат нова година. Има ли Елена празнична еуфорија во Швајцарија? Ева, во Швајцарија како е? Прекрасно е, тотално се чувствува празничниот спирит, а во Македонија мислам Пета дека од 2019 немаме почувствувано празнична атмосфера. И зошто е тоа така? Оваа година некако посебно ни е ненакитено и... Ама лани беше уште полошо, лани се сеќавам дека ептен на крај на декември се накити, ми беше премногу тажно што пола декември го поминавме без еден украс, немавме ни новогодишна елка, така да оваа година малте... лани на корона се водевме некако, ма оваа година... Добро, ма мислам дека годинава барем се тргнаа работите кога станува збор за она што вие го работите. Короната, секако и пандемијата најмногу импакт имаше врз вашите професии. Елена успешно слета во Кина, иако имаше некој застој, тоа се сеќавам 2022. Другите што ќе кажете? Како ви даде ли некоја поука короната? Имавте повеќе време за себе? Харе да го чуеме. Ајде, харе да го чуеме. Значи, добар ден и од градскиот парк во Скопје. Може би не е Швајцарија, но се чувствува овде една убост, еден спокој и као место ми е за каде што си го наоѓам мирот секојдневно. Денеска е особен убав ден. Па личи како Швајцарија, навистина. Нели? Па едно од ретките места во градов каде што можеш да имаш чувство дека не си во Скопје. Ете за пофалба. Убаво исчистено, мирно е, нема многу луѓе, така да супер е денес.
Еве, кога се видовте вака во квадрачињата, дали си имате видено скоро во 2022 година или прв пат се гледате во црвена линија? Елена не сум се видел никогаш, со Бебо не сум се видел во живо одамна, со ПЦ-те се видовме во Маракана пред можеби 2-3 недели. Почесто се гледаме со него. Добро, Бебо. Молам, Бебо. Ајде да слушам сега тебе вака на личен план, професионален план 2022 година. Дали ти ги врати оние работи кои што ти недостигаа во текот на пандемијата? Каков старт имаш? А стартот, ако прашуваме за стартот, тој беше добар во однос на тоа што бев задоволен од првото вистинско пуштање музика, првата вистинска новогодишна еуфорија по пандемијата, што сите не чинеше една корона. Ја фатив, имав журка во излет на 1 јануари, веќе на 3 бев позитивен на корона, така да се одморив заедно со короната од претходното на исто место и јас Бебо, на исто место. Така да ако зборуваме за стартот, тој почна така. 2022 година, што знам, ја донесе за жал една од најголемите промени во мојот живот. Никогаш нема да бидам ист пред и после, бидејќи за жал изгубив родител, татко ми почина и таа загуба секогаш ќе одбележи оваа година, што е природно. Од друга страна, пак, како да кажам, се друго беше некако за мене во ред и беше многу кротка година. Немав некакви турбулентни моменти, се вратив на работа, почнаа резиденциите, има некои промени кои што ги почувствував во врска со мојот однос кон професијата, конкретно. Пандемијата направи да повлечаме на црта, па да видам кај сум и што сум, така да сега многу некомпетативно гледам на мојата професија, уживам во неа исто како на почетоците, тотално сум релаксиран во врска со пуштањето музика и па дури и со живењето во Скопје, да ви кажам, затоа што сватив кога останавме и преживеавме пандемија, не дека не треба човек да се бунтува или да се револтира, напротив, мислам дека треба да се протестира, дека лаењето по Твитер, Фейсбук и ова друго не е ништо, дури не се протестира вистински, затоа сум секогаш за таков тип, али од друга страна почнам да ги прифаќам работите такви какви што се. Почнам да го сакам Скопје со сите своји грдости, да пронаоѓам нови емотивни атачменти, затоа што старите не се избришани, да се визионирам за тоа како би можело да ми биде подобро во градов и тоа е тоа. Јас ќе се обратам на Елена, бидејќи таму стои на бачило, секако е подготвена да скија. Елена, вака ли ќе заврши и ќе се дочек 2022 и дали токму од Швајцарија и ќе ја пречекаш 2023 година? Не, од Швајцарија ќе се вратам порано, 2023 ќе ја пречекам со другарките во Маврово. Добра, еве, дали посакуваш во 2023 година да водиш интернационална кариера, ама од нашата земја, возможно ли е тоа? Како мислиш ти на интернационална кариера од генерално, нашата? долги години нели менуваше локација, живеалиште за да градиш интернационална кариера. Беше и во Јапонија, во Кина, Италија, каде се не и Франција. Па еве, веруваш ли дека ние ќе ни се случи барем во 2023 година, токму од наша позиција од Македонија, да можеме да градиме вакви интернационални кариери? Јас сметам дека имам огромен простор за да се гради интернационална кариера од Македонија, меѓутоа искрено моето мислење е дека тоа е единствено возможно кога правиме јас и Кики Катерина Ивановска, бидејќи ние сме единствени модели што веќе имаме стапено во контакт со сите светски агенции од сите континенти и за да пласираш модел во странство треба да ги знаеш веќе луѓето, бидејќи доаѓаме од таква мала земја која што нема доверба и ретко кој знае кај Македонија, не имаме модели што ја представувале Македонија на светски рангови, се броиме на прсти и мислам дека не секоја агенција од странство сака да превземе ризик да земе модел без сигурност од каде доаѓа и што доаѓа, така што во скоро време не, доколку јас и Кики се одлучиме да го правиме тоа, се надевам дека би можеле да пласираме модели од кај нас. Директно ние без да се поврзуваме нели со Србите.
Дали тоа значи дека 2023 година ќе биде многу активна година за тебе заедно со Модел Син агенцијата? Па, тоа не сум сигурна, бидејќи уште сум максимално фокусирана на својот план за развивање на мојата кариера, си уште немам во план да се пензионирам за брзо време, така да наредниве неколку години мислам дека ќе бидам со фул агенда за работа, бидејќи изгубивме многу сите уметници со короната, така да сега ни останува само да засукаме ракави и да работиме максимално. Максимално, а сега максимално работите и Харе и Петар. Верувам дека се гледаме. Пеце, дали еве им се радуваш на сите свирки и настапи кои што ти се случуваат, иако е напорно тоа темпо, а долго време, барем по она што можевме да видиме, моравте да бидете статични. Еве, како е сега овој период? Задоволен ли си? Знаеш како е, сега периодов доаѓаме во ситуација да викаме леле само да го издржиме ова, леле кој ќе издржи периодов, ама веднаш потоа се викаш кај бевме пред година, две, ќути и трај. Така, токму тоа. Стварно ситуација во која што бевме, посебно ние музичарите, не знам како беше сега со секоја сфера, и диџеите исто беа во тој кош со нас и сите оние кои што беа перформери, артисти, како да ги наречам. Мислам, фино им беше на оние кои што беа под државна капа, вработени во некакви државни институции, театри и така натаму, кои што можеа да земат плата и покрај тоа што не беа активни. Со фрилансерите како што сме ние беше доста, или за фрилансерите како што сме ние беше доста тешко, затоа што реално не можеме едноставно да настапуваме никаде. Имаме забрана за такво нешто што не знам дали се памети во поблиска историја. И сега буквално се чувствува едно отворање на од сите аспекти. Почна да се случуваат забави, не знам, корпоративни забави, журки, концерти, фестивали и само нека продолжи вака, нема кукање, нема жалење. Нека биде 2023 полна со датуми со настап. Еве Игор, ти како се држиш? Дали издржуваш ова темпо со оглед на тоа стоевме 2 години, па сега и криза и поскапување и сега наеднаш еве се работи многу. И мора многу да се работи. Супер е. Природно ми е да работам. Проблем е кога не се работи. Искрено, за време на пандемијата доживеав, како веројатно и многу мои колеги, дури криза на идентитет. Некако се почувствувавме непотребни и забранети дури, како што напиша овој Џон Илија Аплгрен во својата книга Забранети луѓе. После тоа, нормално, требаше малку време да се вратиме во форма, но со огромна радост свириме, настапуваме, се чувствувајќи публиката дека едноставно е зажелена за тој живот повторно. Знаеш, им носиме радост. Има еден тренд, се надевам дека не е моje субјективно мислење, дека повторно почна македонската музика да се бара и да се слуша, што е прекрасно и природно на крајот на краиштата, и мислам нека продолжи само во овој правец. Во меѓувреме, додека бевме дома, ние што се занимаваме со творештво, го искористивме тоа да бидеме во студио, да снимаме музика. Ете, наскоро од утре, веќе задутре на мојот YouTube канал ќе објавам и нова една песна, еден нов проект заедно со Игор Џамбазов. Тоа е прекрасната и безвременска Заветна, песна на браќата Барбаровски, која испеа своевремено Пепи Бавтировски, и јас се дрзнав да ја направам во блуз верзија, или што би рекол Игор, звучи као да се сретнале Пепи Бавтировски и Гери Мур. Тоа ќе имате од утре задутре. Спомна криза на идентитет, не случајно ви избравме во ово издание на Црвена линија, бидејќи генерално Црвена линија се занимава со се она што не опфаќа нас како граѓани, а вие сте многу активни на социјалните мрежи. Бебо дури успева да ја долови апсолутно вистинската слика за главниот град, за луѓето, го перцепира и доживува и емотивно обкружувањето за кое што и самиот Белек, скопска легенда. И истото се случува и со Пеце, веќе ти откриам, Пецо, сме читале и твој статус за собраќајот еве во главниот град. Така да, еве, ќе искористам можноста што е она што и посакувате на Македонија и дали е возможно македонецот да не остане заборавен, како што рече Игор во 2023 година. Ева, кој сака нека почне. Бебо, можеш и ти најдобри стати да имаш кога ќе се изреволтираш, особено за она што знаеш дека не треба да биде така како што е.
3 секунди траат. Се ги бришам по 3 секунди затоа што не ја издржувам, емотивно не ја издржувам лавината на една сериозна дебата која што секогаш знае да штракне во правец во кој што нема врска со моабетот. На крајот на криштата, нели, моја работа е колку ќе траат тие заради тоа што тогаш го исфрлам бесот. И има бесни моменти, во Скопје се живее многу тешко, особено еве Пеца како што напишал повеќе статуси за собраќај, тоа е една од сериозните теми, затоа што достоинството наше се руши на многу полиња. Значи од тоа како преоѓаш улица до милион начини како кога ќе се вратиш дома се чувствуваш буквално душата ти е повредена затоа што не си изреспектиран на места кај што треба да бидеш, а се едноставни. Јас кога ќе видам дека мојата пријателка со двете деца не може да оди на тротоар и не постои начин да оди комотно по улица, дека тоа е некаков си слалом помеѓу паркирани коли, такви работи го рушат достоинството, не прават безпомошни како граѓани и не може човек да не реагира и да не напише статус. Но сметам дека покрај све тоа што правиме, ја имам и друга една особина. Многу сум среќен за малите бизниси во моето мало. Сега ќе ви бадне чудно, но во последниве пандемијата донесе голем број на мали бизниси, најчесто се врзани со исхраната. Сега ќе речеш зошто Зоки баш за исхраната. Не е снобовска приказната. Јас кога останав без работа, останав и без не останав сериозно, останав без приходи. Така да овие сендвичари и малски моменти ми беа некако најефтиниот, најкул моментот за прехранување и почнав да ги рекламирам сите во мало, за да го поддржам тој бизнис и да луѓето почнат да ги трошат работите кај овие луѓе кои што отвориле бизниси пред самата пандемија и ризикуваат да ги затворат. Тоа мене ми е фасцинантно и мислам дека во таа насока и понатака ќе продолжам да ги потенцирам сите оние мали бизниси од било каков жанр, дали е тоа мал лейбл, дали е тоа лейбл мислам на облека, сега неодамна деца на Така, во се треба да се најде некаква иновација и да биде успешна формула. Или на како... Мислам дека мора да ги исфрлиме сите тие кул работи, да бидат видливи и да се врти парата. Или на паметам дека ние тежнееме да се приклучиме кон Европска унија, да стекнеме европски вредности. Младите дури сакаат Македонија воопшто и да биде дел од се она што се случува и што е модерно во светот. Но паметам дека ти за себе кажа дека можеби најдобро ти било кога се живеела во Јапонија. Ќе искористам која лекција можеме и воопшто дали имаме капацитет ние македонци да барем малку да добиеме од она што го прават јапонците. Јапонците мислам дека не може цела Европа, Америка и цел свет да ги стигне кога станува збор за каков живот имаат и каква организација. Пречиста градот, сите луѓе од мали се научени дека нема улични корби за отпадоци, тоа е прва работа. Секој си го става ѓубрето во торба и го фрла кога ќе стигне во некој локал или дома. Нема невработени заради тоа што државата ги вработува за буквално да прават ништо, а да земаат пари, ама само да се трудат, така што јапонците се многу пред сите нас и нивото на безбедност е неверојатно, буквално може да заспиете на улица, сабајле само полиција ќе ве сопари и ќе ве врати дома без да бидете допрени. Сега ќе го допреме малку и Пеце и Игор, каде Пеце да сакам да го видам. Пеце, еве и ти постојано со оглед на тоа што си родител на две деца, постојано еве и ти го даваш својот глас барем на социјалните медиуми, што е оно што можеби сакаш да не се повтори на Македонија во 2023 кога зборуваме за секојдневието и оно што треба да бидеме нешто барем налик на јапонците. Слушај, јас право не сум баш така активен како што бев него, затоа што наистина станав уморен од сите оние пишување статуси, попувања, како што милувам да кажам, кога ќе напишам нешто слично, а приметувам дека нема баш некоја реакција во јавноста од сето на... Како нема, ти ги читаме во црвена линија, немој така, забележано е се што се кажува. Не, добро, тоа е друга. Не, сум бил многу поактивен, морам да ти кажам дека малку сум уморен од тоа, ама па од друга страна се вклучив во некои проекти конкретно. Еве, кога зборуваш за сообраќајот, тоа веројатно малку го знаат, малку мина го знаат, ја бев вклучен сега во еден проект
која што идеја беше и моја да се посетат повеќето од основните средните училишта низ Скопје и низ општинава Центари, каде што државме практични предавања. Бебо може ќе се сети, еднаш го барав за една трибина, за една работилница за да ги пренесе неговите искуства за возење на лонгборд како алтернативен начин на превоз низ Скопје. И Бебо се сеќава ли? И тие работилници дебати се однесуваа на возење на електричен тротинети и на велосипеди и мислам дека Скопје треба да се движи во таа насока, бидејќи ова во моментов е тотално лудило. Не знам Бебо како преживува, како дојде до фазата, sejedno ми е што се случува во овој град. Ја да дојам на тоа ниво, не знам, треба да се обратам на некое стручно лице. И имаме една нова песна, не знам дали сте ја слушнале, рефренот оди вака: диазепам, лексилиум, лексаурин, апаурин. И бромазепам. Овој стрес, да, тоа не е рефренот. Овој стрес кој што го живееме секој ден низ Скопје не остава рамнодушни. И ја мислам дека првенствено на Македонија во 2023 е потребна една добра колективна терапија за сите, психотерапија пред се, а што се однесува до европските вредности кои што ги спомена, мислам дека не треба толку многу веќе да се оптоваруваме. Гледаме што се случува со тој наш пат кон Европската унија, колку е тежок трнлив и дали ги се случи некогаш конечно да влеземе, само не дриблаат нешто 30 на години. Мислам дека европските вредности треба самите да си ги изградиме тука и да си ги негуваме и со тоа ќе завршиме 90% од работата. Мислам дека не треба да го чекаме приемот во Европската унија, треба самите да си ја направиме Европската унија дома, односно да си подрасчистиме дворот, да регулираме многу работи, да раскрстиме со Значи, ако се јавите во црвена линија, како што се јавуваат моите гледачи, дали тоа значи дека ќе го кажете ова и во 2023 година? Ја во твојата емисија не можам да кажам ништо, нема да стигнам од сите пензионери кои што се јавуваат таму. Па еве да промениме 2023 година. Да почнеме со тебе, Пет. Илена, кажи ми, бидејќи си во Швајцарија, дали еве можеш да кажеш дали кога ќе дојдеш тука ќе останеш многу кусо во Македонија и веднаш ќе имаш следен план и дали наред е некоја нова држава или ќе се вратиш во Кина? Какви ти се плановите? Плановите ми се јануари и февруари да ги поминам во Шпанија и здравје Боже ако добивам виза за Англија би ќе аплицирав. А крај на февруари веќе сум во постапка вадам кинеска виза, така што ако се како што треба нормално, бидејќи во секое време со коронава се уште трае. Да, короната не е излезена од игра, тоа е интересно. Во Кина е се уште, да, кај нас и низ Европа короната не се спомнува, со кинезите малце се уште живеат во корона свет, така да ако се види како што треба, би требало да заминам крај на февруари и да останам до крај на јуни, така што тоа се плановите, па после ќе одмараме повторно во јули август. Игор, ти какви планови имаш еве на самиот старт? Ќе одмараш по предновогодишните настапи или како ти е планот? Еве да те слушнеме. На 28 сум гостин во Радовиш на една многу добра рок група Троја, како гостин ќе настапам со нив во Радовиш на плоштадот и тоа ми е последниот настан за годинава. Останатите денови што повеќе у природа, нешто не сум баш расположен нити за гужви, нити за многу некакви журки. Така што ќе биде тивко, кротко. 23-та посакувам да си продолжи на професионален план како што оваа течеше година. Инаку одамна не се замарам со што ќе биде и како ќе биде, тоа е многу непотребно. Ќе биде онака како што ќе го направиме. Се согласувам со сите забелешки на Зоки, на Пеце, го делам нивното мислење и ќе кажам една мудра мисла што не знам, некој мудар човек е кажал, ако сакаш да видиш промена околу тебе, биди ти таа промена, почни од себе. Да се потрудиме сите колку што можеме повеќе и се надевам дека ќе биде подобро. Со оглед на тоа дека циркулираш низ останатите градови од земјата, еве дали може би стана помагични во моментот од главниот град, каде што сите велиме неиздржливо? Па не знам, чувствувам дека луѓето навистина имаат потреба за промена, сакаат да видат нешто поинаку, сакаат да доживеат нешто поубаво. Значи, треба да им се дае тоа во облик на културни настани, она што го зборува Зоки и Пеце, да им се уреди градот. Значи, македонците воопшто не се толку назад од светот и од Европа, као што се прави таа дистинкција, барем обичните луѓе.
и тоа како ние сме свесни како треба и што треба, поготово што пред X години имавме еден малку повисок стандард и на културно однесување и на се. Меѓутоа во онаа дупка во која западнавме овие 30 на години, треба едноставно да излеземе, а тоа значи дека треба од врвот политичарите, што тешко ми е да ги споменам, бидејќи не ги сакам, треба да почне промената од нив. Инаку македонците си се многу таман луѓе, знаат што сакаат, знаат да бидат и вредни, знаат да бидат како што треба, само треба да се овозможи еден систем на вистински вредности. Тоа посакувам да поработиме на тоа, тогаш ќе си дојде и Европа, ќе си дојде и целиот свет. Еве имаме примери за луѓе кои си се успешни надвор, така што немам никаков ни комплекс, нити дилема дека сме достојни да бидеме дел од некое пошироко семејство. Сега сериозно дел, кажи Елена слободно. Извинете, да се надоврзам, Игор многу убаво кажа, сакам да кажам дека ние македонците сме навистина доста свесни, само треба малце повеќе да си ја почитуваме и сакаме државата, бидејќи европски се понашаме кади да отидеме надвор од Македонија. И ги почитуваме правилата како никој. Така, ете, директно со искуство да не мислиме дека треба да одиме некаде за да научиме дека тоа можеме да бидеме дома. И сега сериозно дел ќе го оставиме во 2022 година. Знаете, постојано кога ќе се видите со некој одамна што не сте виделе, ќе ве прашат што има ново. И ние ќе велиме ништо, ќе помине годината и кога ќе погледнеш наназад, некако има многу нови работи. Во 2023 година, што сакате да ви се случи вам лично? Па еве, јас, ако ми дозволиш мене... Секако. Јас сакам ги ќе се надовршам на претходниот мојов, многу е лична таа работа. Јас сакам луѓето околу себе да ги видам скопјани пред се, да ги видам со поголемо чувство за емпатија, со поголемо чувство за здружување, затоа што ние живеевме 50 години, нашите родители и јас имам среќа да бидам дури роден, ако може да се каже дека е среќа да се родиш 70 година, да се вратат оние форми на комуникација меѓу луѓето кои што ги имавме порано и ги заборавивме, затоа што само така се менуваат работите. Чувствувам дека дозволуваме голем број на проблеми да ги посматраме само површно и да не правиме ништо околу тоа. Малите здружувања, како на пример, еве јас ќе кажам еден пример од мојата зграда, буквално, пред неколку години кога свативме дека дворното место во сред центар, кој што е едно мало паркче, речиси беше уништено од автомобили и беше направено паркинг, се здруживме во Вибер група, излеговме, се договоривме, ја притиснавме општината и град Скопје и денеска тоа изгледа навистина прекрасно. И значи може се да се менува, мислам дека најверојатно окупирани со социјални мрежи, скролање, станавме за многу работи површни и ја изгубивме основното чувство за емпатија. Емпатија кон Одлично. Ова е одлична желба. Одлична желба. Значи емпатијата е нешто што не сме да биде изоставено никогаш. Елена, вака од Швајцарија, Јас би посакала сите да работиме во 2023 подобро од тоа што работевме во 2022 и сите години претходно, да сме задоволни со самите себе, зашто ако сме задоволни со себе, тогаш ќе бидеме подобри за другите. Добро, еве можете да слободно разговарате меѓу вас. Не е страшно. Пецо, ти рече уморен си, ама не си уморен да имаш желби. Не верувам дека е до тоа. Разговараме меѓу нас и Елена да прашам колку е ски картата му во Швајцарија. Ете. Не прашам човек планирам ја да побродам некој ден, ама Швајцарија ми е некако. Преубава е. Еса почекај. Преубаво, јас на сите ви препорачувам, искрено воодушевена сум од местото, секое спуштање како од бајка, секое ново качување на гондола и на врв. Не знам на што попрво да се радувам и кое ми е поубаво. Јас ќе прашам колку чини кашкавал во Швајцарија. Дали има истата цена како во Македонија? Свиревме доста често низ Швајцарија и од ски центрите таму ги видовме само клубовите. Во Базел, Шафхаузен и слични градови. Значи еден центар не видов. Тоа е тој рок-н-рол, Тоа тие кои ќе те прашат како победавте на турнеја, што видовме, па ништо не видов. И имавме тонска свирка, комбе, тонска свирка, Па работно, Пецо, работно. И завидувам.
Имате ли прашања нешто до себе? Не сте се виделе одамна, вака може да се видите. Пеца сакаше да дознае колку е ски картата, а најинтересно е, јас ќе прашам дали се високи цените на кашкавалот, например, храната во Швајцарија. Зависи колкави се дупчињата. Не, пристојни, морам да кажам дека се пристојни, искрено очекувам да е многу повеќе од тоа што е, така што добро е. Добро е. Па скоро исто, ите по цените сме со Швајцарија, со примањата можеби не. И сега, еве, остана кој да си кажа желба, бебо, ми се допадна желбата да бидеме емпатични, се служувам апсолутно, вредни. Харе не си ја кажеш. Сега Харе, каква желба имаш за ова 2023? Многу ќе се согласам со на Бево излагањето. Дали сме генерацијски блиску, веројатно и тоа има врска некаква, и јас сум во таква фаза во животот кога таа емпатија, тој човечки контакт ми е поскапоцен од се што е и на социјални мрежи и на телевизија, и веќе драгоцено е она чувство кое го имаш со блиските луѓе, да си бидеме поискрени, не губиме ништо со тоа, напротив, само добиваме, да бидеме што почесто во природа, гледате колку е убаво, да бидеме релаксирани, она што треба да дојде ќе дојде, да не се оптеретуваме однапред со стравови, бидејќи така само и ќе си ги привикаме неубавите работи, да бидеме вредни и да бидеме живи, здрави, сите. Еве да ми откриете за крај кој каде ќе биде во најлудата ноќ, верувам работно. Елена секако ќе слави со пријателките, чинам, така беше Елена? Да. Да, а вие, дечки? Во наше драго Маврово. Маврово, одлично, ето, нашата Швајцарија. Дечки, вие каде ќе бидете за најлудата ноќ? Јас секаде. Секаде, уште убаво. Секаде. Петро, ти? Ја немам ангажман, со Кикс имаме некои настапи сега пред самата нова година. Во среда се случува еден одличен јубилеј во МКЦ 50 години МКЦ, морам да ги пофалам, ако е нешто светла точка во овој град и ни дава малку повеќе надежи и не развеселува, тоа е МКЦ и нивната работа. Покрај сите оние други литературни, драмски делови, нели музичкиот, во среда имаме еден прекрасен настан на кој што ќе настапат неколку диносауруси, жал нешто Харе не е меѓу сите оние кои што ќе настапат. Таа вечер меѓутоа бадминтон се таму, санаториум, чиста околина. Да, прочитав. Прекрасен лајнап. Шари 21 век, една фантастична тајфа е собрана на едно место. Супер. И со душа го чекам тој настан. А 31 вечерта ќе ја прославам традиционално со флаша интересен сок од бурбон и некој лешник, тоа ми е некој вака обичај секоја нова година, и со пршута малку, а и малку вино. А кашкавал? Кашкавал не. Направи, ама тоа е. Кашкавал ќе оставиме за 2023. Кашкавал не купам, бойкотирам кашкавал. Ја Тоа ќе ви донесам јас на сите. Не на кашкавалот. Не ни носи, не конзумирам. Да, еве Елена ќе ни донесе швајцарско сирење на сите. Омилена Елена, со кој пијалок ќе ја дочекате новата година? Елена, омилена пијалок за дочек на новата? Омилен пијалок за секој ден ми е водка, така што предпоставувам со тоа. Така, Игор, ти? Јас сум дека водка ти е омилена пијачка. Водка со цеден лимон. Добре. Добро, Игор, ти? Јас може да си се почестам 1 до 2 чашки домашна ракија 20 годишна стара. Колку степени? Па 48-9 веројатно, пошто македонските ракии се над 50 обично, меѓутоа со текот на годините нели паѓа по некој степен. Зборувам за не било каква домашна ракија, туку вистинско уметничко дело. Така што 1 до 2 ракиички ќе биде токму доволно да си се расположам. Одлично, еве сега знаеме кој каде сме, па може да се собереме и ние нормално во најлудата ноќ. Освен Беба кој што ќе биде низ цел град. Како да благодарам многу, јас лично ви посакувам приса да ми останете здрави, да бидете она што сте и она по што сте препознатливи, не само како врвни професионалци, фантастични музичари, исполнителни, вредни, сега кој Елена Ри, ти го посакувам светот на дланка, но оно што најмногу ви посакувам да останете автентични и емпатични. Сите прифаќаме оно што го кажа Бебо.
Благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од новогодишното издание на Црвена линија. Да не забораваме еден важен човек кој што го одбележа крајот на оваа мината година, а тоа е Меси. Да. Браво. Тина, Лео Меси, да не го забораваме. и од нас да те прашаме тебе каде ќе ја прославиш ти новата година и твојата новогодишна Да, желба. браво. Да, јас избрав оваа нова година да одам во студени краишта на северот, што значи нема да бидам во земјата, но онаму каде што доаѓа Дедо Мраз. Ето така некако. Не е Лапонија, малку подоле. Скандинавија. Благодарам многу. Подобро решение откако да поминеш уште една црвена линија вечерта со твоите пензионери. Цртка, црвена цртка. Како да ве очекувам во 2023 година да ви се згреши и да ми се јавите на телефон. И мислам дека ќе биде одлично. Има теми за кои што вие и како имате што да кажете. Благодарам многу уште еднаш. И многу ми е чест пред се да бидам во вакво друштво. И мене во вашето. Сите, среќна нова Поздраво да си година убави празници. и убави празници. Среќна нова година. нова. Благодарам многу уште еднаш. Чао, чао. Чао, чао. Чао. Ето, драги мои, сега е време да одиме со реклами, потоа се враќаме во другиот дел. Драги мои, тука и крајот на ова денешно издание на Црвена линија и тоа пред новогодишно, ќе кажам, издание. Оно што лично ви посакувам да ми останете здрави, живи и секако се што ви сака душичката да биде исполнето во 2023 година. Да бидеме емпатични, да мислиме и на оние кои што живеат заедно со нас, да бидеме подобри, поорганизирани и да имаме многу причини да и се радуваме на новата година. А јас секако ви гарантирам дека ќе уживам да ви има во голем број и заедно да дискутираме како и со моите гости во секоја наредна тема во новата 2023 година. Довидување.